Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. 14 ноември, светскиот ден на дијабетот. Токму затоа во денешното издание ја обработуваме оваа тема од три здравствени аспекти. Ќе зборуваме со три докторки, секоја во својата специјалност, офталмолог, гинеколог и физијатар, за да слушнеме и дознаеме кои се симптомите, причините, ризик факторите, третманот, лекувањето и контролата на дијабетот. Секојдневно се соочуваат со пациенти засегнати од оваа состојба и токму затоа одлучивме да ја обработиме на овој начин денеска оваа тема. Велам добро утро и добре дојде за доктор Фанка Гилевска, хирург офталмолог од Промедика офталмологија, доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар од Промедика медикал центар и доктор Дубравка Мартиновска, специјалист гинеколог акушер од Промедика медикал центар. Добро утро и добре ни дојдовте. Пред да го погледнеме првиот блок реклами, кратко само од вас по нешто. По нешто за дијабетот. Мојата задача денес е да ја промовирам скринингот и раната дијагноза на дијабетска ретинопатија. Па за тоа би сакала да поздрувам. Добро утро, Билјана, и поздрав до сите гледачи. Мило ни е што сме дел од оваа емисија. Јас ќе кажам нешто и од физијатриски аспект, како дијабетот влијае на мускулоскелетниот систем, кои состојби ги предизвикува и како тие се лекуваат. Добро утро, ви благодарам за поканата. Јас денес ќе зборувам за гестацискиот дијабетес, како посебен тип на дијабетес, кој што се разликува по своите карактеристики за разлика од другите типови на дијабетес. Така, за секоја од овие теми можеме поединечно по една емисија, односно и треба и ќе направиме во иднина, ама денеска барем суштината, главните пораки и главните работи ќе ги споменеме. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, и следите не до самиот крај. Како добро да се контролира нивото на шеќерот во крвта, какви компликации прави дијабетот, доколку не се прават и редовни прегледи и редовни контроли, како влијае на видот, како на бременоста, како на мускулно-скелетниот систем. Почнуваме со ред, доктор Фанка, кога зборуваме за симптомите, кои се оние на кои што треба да обрнат внимание луѓето кои што, односно пациентите кои што имаат дијабет, и дијабетичната ретинопатија всушност е една од компликациите кога станува збор за видот. Да. Тоа што спомнавме, дијабетската ретинопатија, за жал, во нашата земја е најчестата причина за слепило. И тоа е поразително кога можеме да кажеме дека во нашата земја и во нашата болница сите светски достапни начини за лечење се присутни. Значи, она што ни фали е првата алка, а тоа е раната дијагноза. И сега раната дијагноза не достига заради тоа што дијабетската ретинопатија во својата рана форма нема симптоми. Односно, симптомите се толку суптилни да пациентите не ги приметуваат. Почесто се тоа и повозрасна популација, па мислат дека малце имаат, но бидејќи имаат перде, па полека ќе видам дали ќе созре. Им се појавуваат промени во диоптријата, па нешто им е чудно, меѓутоа не доволно чудно за да обрнат внимание подетално. А за жал, кај нас се уште дијабетот не оди на скрининг во смисол дека пациент кој има новооткриен дијабет мора да се појави кај офталмолог. И поради тоа тие пациенти се препуштени на симптомите. Кога веќе ќе се појават симптоми, тоа се искривување во сликата, црни флеки во видното поле, некои деформитети, па дури и нагло целосно замрачување на видот кога настанува помасовно крварење. Меѓутоа, тоа е веќе форма која што е понапредна. Можеме да зборуваме за лечењето. Она што ни е важно, всушност е точно формата која нема симптоми или има некои минимални симптоми од типот на нестабилна диоптрија, нестабилна виднаоштрина, синоќа гледав подобро од утрово, навидум никако поврзани со дијабетот, но всушност страни знаци на појава на дијабетска ретинопатија. Значи треба редовни контроли да се прават. Кога веќе ќе се дијагностицира дијабетот, мора пациентот така да биде свесен, да знае дека редовно треба да прегледува. Ако пациентот го натераме како новооткриен дијабет прв пат да се појави на офталмолог, тука нашата задача е веќе да го задржиме во системот. Дали ќе дојде он кај нас или на друго место, он е веќе во системот. Проблемот е пациентите не одат на тој прв преглед и не одат на прва комуникација со својот офталмолог. Веќе кога имаат комуникација, офталмологот ќе ги објасни и ризиците и колку е тоа кај овој пациент ризично или не, согласно други коморбидитети ќе зборуваат колешките.
на темата во смисол колку често би требал контроли, не треба годишно на 2, на 6 месеци. Меѓутоа мора да влезе во системот. За да влезе во системот мора некој, дали е тоа неговиот матичен лекар, дали е неговиот ендокринолог, да му каже вие морате, без разлика што ви е добра диоптријата, да одите кај офталмолог. Така, за навреме да спречат компликации, да не дојде до диабетичната ретинопатија. Така, како најтешка компликација. Со сите компликација. прегледи, да. Доктор Александра, како влие диабетот на мускулно-скелетниот систем, велиме физичкото здравје? Што е она што го забележувате кај пациентите? Јас би рекла од нашиот физијатриски аспект, во однос на мускулоскелетниот систем имаме 3 состојби кои најчесто ги среќаваме кај пациентите со диабетес мелитус. Значи тоа се артропатијата, диабетичната артропатија и другите форми на артрози. Потоа тендинопатијата и диабетичната невропатија. Генерално се смета дека над 50% и од популацијата со диабетес мелитус, возрастната популација, веќе има остеоартритис и артрозни промени, значи кај овие пациенти побрзо прогредираат и тие се склони кон побрзо настанување на артрозните промени во зглобовите. Зошто е тоа така? Делумно тука е виновна и самата невропатија, оштетување на малите површни и периферни нерви, со што се намалува осетот за допир, притисок и болка, поради што најчесто во предел на стапалото, таа е типична диабетична артропатија која се појавува во предел на стапалото, се јавуваат микротрауми, оштетување на коските, реструкција на самото коскино ткиво, оштетување зглобовите и рскавицата, и тоа се манифестира со болки, оток, зголемена локална топлина, ограничена подвижност во стапалото, скочениот зглоб, но и во сите останати регии, значи ние забележуваме дека артрозните промени многу побрзо напредуваат кај овој тип на популација со диабет, особено ако е нерегулиран диабетес мелитус. Потоа, на второ место, исто така би ја ставила и тендинопатијата, кој овие пациенти има зголем ризик од настанување на тендинопатија, тоа значи хронично воспаление во тетивите. Причината за тоа е метаболичка причина, значи зголеменото ниво на шеќер, значи предизвикува хронично воспаление што се манифестира и во самите тетиви, и тоа пациентите го чувствуваат како појава на воспаление во и околу тетивите, болки, ограничена подвижност, значи имаат проблеми во функционирањето во секојдневните и работните активности, а овие тетиви се многу склони кон повреди и оштетување и руптури. Најчесто овие тендинопати се јавуваат во пределот на ротаторната мажетна на рамото, значи ахиловата тетива, пателарната тетива на коленото, но може да се појават и во други регии. И оно што е многу значено, на трето место би ја ставила диабетичната невропатија, што често ја среќаваме, значи во нашата пракса кај пациентите. Таа настанува поради оштетување на малите крвни садови кои ги снабдуваат, значи ги васкуларизираат периферните нерви и значи како резултат на тоа доаѓа до оштетување на овие површни нерви. Кај пациентите се намалува осетот за допир, болка, притисок, се јавуваат симптоми како мравињање, трнење, боцкање, но и болки. Најчесто се манифестира како периферна невропатија во пределот на стапалата и долните екстремитети, значи под колениците и стапалата, иако може да се појави и на други регии. Ова значително го значи нарушува квалитетот на живот кај овие пациенти. Секако ние како физијатри секогаш имаме улога и да ги едуцираме пациентите и во однос на ризик факторите на појава на диабетес, кои сите ги знаеме, значи тоа се обезноста со зголемен body mass index, значи зголемената телесна тежина, седентарниот начин на живот кој што сите за жал денес во ерата на дигитализација го практикуваме се повеќе. Тука секако играат улога и генетските фактори, возраста и така натаму. Така да. Важни се сите овие аспекти да се споменат кога зборуваме за диабет и превенција од компликациите. Велиме редовно треба кардиолог, невролог, нефролог, очен лекар, ама и физијатрите си го имаат своето место, важност и улога, која ќе се забележат некои од овие симптоми, така да се побара совет, препорака и преглед. Доктор Дубравка, кога зборуваме за поделбата или видовите на диабетот, тип 1, тип 2, најчестиот е тип 2, меѓутоа гестацискиот диабет исто така заслужува должно внимание да се зборува за него. Што представува, кога се јавува во текот на бременоста и кога треба да се направи проверка? Токму така, и гестацискиот диабетес станува се почест, станува збор за диабетес кој што се појавува исклучиво во текот на бременоста, односно истиот се појавува после 12-тата гестациска недела, па се до крајот на бременоста, или пак ако зборуваме за тримести, мислиме на вториот и третиот триместар.
Тука би сакала да потенцирам дека оној диабетес кој што се појавува во првите 12 недели од бременоста, односно во првиот триместар, не се смета за гестацијски диабетес, туку се смета за диабетес тип 2, кој што всушност претходно не бил диагностициран, односно пациентката не била свесна дека го има. Самата бременост по себе представува една диабетогена состојба, односно самата бременост е ризик фактор за гестацијски диабетес, затоа што во текот на бременоста се создаваат од постелката како главен орган кој што го исхранува на плодот хормони кои што имаат спротиставен ефект на инсулинот, се со цел да плодот континуирано добива хранливи материи. И во оние ситуации кај кои што инсулинот на пациентката нема да создаде доволно количество на инсулин, ќе се развие гестацијски диабетес. Тука би сакала да се надоврзам дека не е самата бременост само ризик, туку се разбира и да се надоврзам на тоа што го кажа колешката. Прекомерната телесна тежина е голем ризик фактор. Планирањето на бременоста после 35-тата, односно 40-тата година, што некако е моментален тренд. И се разбира и претходни состојби кај пациентката како полицистични јајници. Зголемувањето на тежината во текот на бременоста може да има некакво влијание? Генерално и зголемената телесна тежина и пред планираната бременост, но и во текот на бременоста. Многу често во секојдневната работа добиваме прашања од пациентките колку смеам да ја покачам телесната тежина. И тука ние најмногу уствари треба да реагираме, односно да ги насочиме нашите пациенти. Препораките се дека не треба повеќе од килограм и пол на месечно ниво да се здобие телесна тежина, или ако зборуваме севкупно, тоа би било 10, па ајде максимум нека биде 12 до 15 килограми. Најчесто овој тип на диабетес, затоа што не ги дава оние класични симптоми кои што се појавуваат кај другите типови на диабетес, како прекумерна жед, прекумерно чувство на глад, замор. Генерално тие се пропратни од секоја бременост. Грото од трудниците се чувствуваат така. Најчесто ние го диагностицираме благодарение на скрининг метода. Тоа е 75 грамскиот гликоза толеранс тест. Ова е тест кој што се изведува од точно определен период, тоа е од 24-та до 28-та гестацијска недела. Се работи за доста едноставен тест и кај нас постои универзален скрининг, односно сите матични гинеколози на своите пациентки без разлика дали имаат или немаат ризик фактори, им предлагаат дека во овој период треба да биде направен скринингот. Така и добро е да се направи скринингот, така за да се предвидат понатамошните ризици или пак да се преземе нешто за бременоста, така да биде добра до самиот крај. Имаме гледач да го слушнеме. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до вас и до сите докторки. Ви благодариме. Посебно до доктор Фани, која ми е омилена докторка. Сега да ве прашам, докторка, значи се работи за две личности кои не се јавуваат во емисија, јас ќе се јавам. Дали имате вие некоја метода специјална во вашата болница, каде што не треба да биде широка зеницата, туку го прегледувате окото без широка зеница и давате диагноза, пошто јас сум искуства, нели сум доаѓала кај вас и знам дека треба да се расшири за да го видите под задниот дел. Сега да ми кажете, слушаат они сега, па да им кажете дали треба со широка зеница и уште нешто, са кажете за диабетична ретинопатија и се ме интересира за кога е покачен притисокот, па се јавуваат промени во окото и личноста прима авастин. Сега прима веќе 3 години, ама никако нешто нема подобрување, дури ми се чини влошување. Сигурно и тоа го знаете. Вие така да ако сакате и на тој дел да ми објасните, лично ли е со диабетична или нешто ова друго е? Така да ви благодарам многу што постоите и благодарам на вас. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Ќе одговориме на прашањето и ќе се надоврземе потоа кога веќе ќе се појави диабетичната ретинопатија, кои се најсовремените методи и можности за лекување и третмани, што можеме да постигнеме. Да, значи прашањето е веројатно затоа што ние доста вака се ценкаме со пациентите дали ќе шириме зеница или не. Бидејќи тоа одзема дополнително уште 2 сата, да речеме, од нивното време после прегледот, во кој што малце лошо гледат на блиску.
Имаме ние диагностика со која можеме да видиме најголем дел од ретината без да ја шириме зеницата, меѓутоа крајната периферија, значи ако е окото една топка, тамо крајната периферија не може да се види без проширена зеница. А бидејќи крвните садови во окото влегуваат од позади, они се шират кон крајната периферија и нема од другата страна други крвни садови, всушност таму почнуваат промените на диабетската ретинопатија и затоа јас лично, например, преферирам секој пациент кој има диабет да го гледам со проширена зеница. Може би со 90% сигурно со сите други диагностички методи ќе видам дали има или не према формата на крвните садови, полноста, изгледот на таа ретина, меѓутоа ширењето на зеници сметам дека е златен стандард и не гледам ниеден објективен разлог зашто да не ја прошириме зеница. Во однос на авастинот, веќе како нарачана ги спомна слушателката, гледачката, лекувањата. Антивегев третманот антивегев третманот е првата линија на третман кај диабетска ретинопатија во својот непролиферативен напреден облик и пролиферативен облик исто така, но ран. Значи, тоа е веќе форма кога диабетската ретинопатија се развила и имаме крвни садови диви, кои што не се на своето место и авастинот спаѓа во групата на антивегаев лекови или лекови кои спречуваат растење на диви крвни садови. Тој лек е се уште off-label, значи он се користи, он е наменет за карцином на дебело црево, се користи мала количина во окото, се користи кај нас, се користи на секаде во светот како таков. Меѓутоа он е слаб затоа што е мала молекула и многу брзо за 26 дена, значи не цел месец, се филтрира од окото, од внатрешноста и веќе го нема неговиот ефект. На негова основа веќе изминативе 15 години има развој на нови лекови како Елеа 2 милиграмска, Елеа 8 милиграмска, Вабизмо, Фарицимаб, значи нови лекови кои се многу попотентни, многу поконцентрирани, поголеми, подолго остануваат во окото и ние всушност авастинот веќе не го даваме како прва линија за третман на диабетска ретинопатија, зашто многу голем број инекции може да не дадат соодветен одговор, а се боцка секој месец, што значи има и ризик секој месец со боцкањето. Поентата ни е да имаме помал број боцкања, поголема ефикасност. Значи, би дале некои од појаките лекови. Освен давање антивегаев, како втора линија или комбинација со тие инекциите, се ласерите. Ласерите помагаат. Од една страна имаме ласери кои се прагови, значи они ги горат крвните садови и кои што се неправилни диви крвни садови или оштетуваат делови од ретината периферни со цел да потребата на вкупната ретина за кислород биде помала, па повеќе кислород да ни остане за централниот дел, или се подпрагови ласери, они само ги пецнуваат клетките и знаете кога ќе пецне клетката, внатре стимулира еден механизам за опоравување, па се лачат фактори за регенерација, па успеваме да регенерираме делумно оштетени клетки на ретината. Така да ласерот како комбинација и третата алатка кога е крајна, која не ја сакаме, а тоа е операцијата. Во веќе многу сериозните така е ситуација. И тука очекувањата за подобрување на видот не се така големи како што имаме очекувања кај форма која ја лекуваме со инекции. Кај лекување со инекции ние очекуваме пациентот да гледа 100%. Еве не 100%, 90%, на таблата 9-10 реда да прочита. Кај витректомија веќе очекувањата ни се пониски затоа што имаме масивна пролиферација не само на крвни садови, значи растат према внатрешноста на окото, фиброзно ткиво, крвни садови, има крварење внатре, тоа е еден неред кој што трајно анатомски ја уништува ретината. Така што лекување постои, но мора се зависно од која фаза и затоа повторно пораката што порано така да се открие сето ова без симптоми за да се третира. Доктор Александра, како физикалната терапија тука помага така во сите овие промени кога ќе се забележат и кога ќе се видат или претходно? Така е, за физикалната терапија има голем удел во третманот на сите овие состојби кои претходно ги напоменав, било да се тоа симптоми кои што се јавуваат од самите зглобови, тетивите или во склоп на диабетичната невропатија. Затоа располагаме со голем број на физикални модалитети.
на нашиот оддел, како што се магнетотерапијата, електротерапијата, ултразвучната терапија, радиофреквентната или текар терапија, потоа шоквейв терапијата, МБСТ терапијата со магнетна резонанца, која поседува и специјални програми и протоколи баш за третмани на периферните нерви, при што прави и нивна регенерација, потоа третман на рскавицата и посебни програми за третман на тетивите. Со сите овие модалитети, ние на пациентите им помагаме да се намали, односно да исчезне воспалението и болката, да се подобри подвижноста во зглобовите и генерално да го подобриме квалитетот на нивниот живот во однос на обавувањето на секојдневните и работните активности. Многу важен дел, значи од целиот третман на пациентите е и кинезитерапијата, односно вежбите. Зошто се битни вежбите и општо вежбањето, значи кај овие пациенти и едукацијата понатамо и за други спортски и рекреативни активности. Докажано е, значи, дека со вежбањето се зголемува сензитивноста на клетките на инсулинот, значи на тој начин се бориме против инсулинската резистенција. Значи клетките подобро искористуваат глукозата, потоа исто така се намалува нивото на шеќерот во крвта, се нормализира нивото на шеќер во крвта и исто така и студии покажуваат дека пациентите со дијабетес мелитус кои вежбаат имаат помал ризик од настанување на кардиоваскуларни компликации кои што се чести кај овој тип на пациенти. Значи, обавезно во нашите програми ги вклучуваме вежбите и едукација на пациентите за понатамошно нивно редовно значи спроведување. Ако добро се контролира, со дијабетот се живее. Доктор Дубравка, кога веќе ќе се дијагностицира, ќе се направи испитување и тест гестацискиот дијабет, како се третира и лекува? Дали е опасен за мајката и за плодот? Како што кажав, дијагнозата најчесто се поставува со помош на тој орален гликоза толеранс тест, кој што народски е познат како тест за скриен шеќер. Доколку само една вредност од тоа што се испитува е покачена, се смета дека пациентката има гестациски дијабетес. Основниот третман е хигиено-диететски режим, односно препораки околу физичка активност и околу исхраната. Понатамошното следење на пациентката понатака треба да биде не само од нејзиниот гинеколог, туку исто така и од ендокринолог, а идеално би било и да се вклучи и нутриционист за совети околу исхраната. Најчесто на пациентите им се дава сликовит приказ на продуктите кои што треба да ги користат и што треба да избегнуваат. Генерално советите се да се избегнуваат рафинирани производи, значи да се избегнуваат газирани сокови, сладко, сладоледи, торти, а повеќе да се применува полнозрнести житарки, односно интегрален ориз, интегрално брашно, овес, хелда и слично. Има препораки за тоа колку треба да биде физичката активност за нели да се подобри состојбата на гестацискиот дијабетес, односно минимумот се смета дека треба да биде 150 минути месечно и тоа активност со среден интензитет, или тоа ако го поедноставиме би биле некаде 10 до 15 минути после секој оброк. Следењето на почеток на пациентите на пациентките со гестациски дијабетес се на пократки временски интервали и од страна на ендокринологот и од страна на гинекологот. Зошто? Затоа што е потребно да се види дали таа диета функционира. Најчесто пациентите се едуцираат и за да го мерат шеќерот со помош на глукометри. Тоа се посебни апарати со кои што се дава насока пациентите да го мерат шеќерот 6 пати во текот на денот, и тоа пред и после оброк, и на таков начин добиваме слика дали истото функционира. Доколку диетата не е доволна, тоа е индикација да се вклучи дополнителна терапија или пак и во ситуациите во кои што гледаме дека веќе и постојат компликации по самата бременост заради лошата регулација на шеќерот. Дополнителната терапија која што се вклучува, генерално инсулин, се користи и метформинот. Во минатото имаше студии кои што покажуваат дека истиот не е безбеден, меѓутоа моментално има студии кои што покажуваат дека и краткорочниот и долгорочниот ефект врз бременоста е добар. Од страна на следењето на гинеколог, кога веќе имаме пациентка со дијагностициран дијабетес, тоа значи дека пациентката ја гледаме пофреквентно. Се прават ултразвучни прегледи на кои што ние треба да ги исклучиме сите оние потенцијални компликации кои што може да се појавуваат во бременоста, а најчесто се резултат на лоша регулација на шеќерот. Од компликациите кои што може да се појават, најчесто се појавува зголемен околуплодова вода, односно полихидрамнион, или појава на плод кој што е поголем од тоа што треба да биде за гестациската недела.
И овие две состојби сами по себе носат други ризици понатака во текот на временоста, со што може да кажеме дека и гестацијскиот диабетес не е само ризик за мајката, туку исто така и за плодот. Така, да. Но навреме откриено, така ќе може се да се презема. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму до самиот крај, иако ни останува уште многу малку време. Останете со нас, почитувани гледачи. И овој последен дел, последните минути ги посветуваме на превенцијата. Доктор Фанка, кога зборуваме за превенцијата, како да превенираме да не дојде до компликацијата диабетична ретинопатија која што е поврзана со видот? Ние пациентите кои имаат диабет или кои ќе дојдат веќе кај нас, ги враќаме секогаш во однос на превенција за диабетска ретинопатија дека треба да имаат добро регулирана гликемија и тоа што зборуваше колешката, да водат поздрав живот во целост, значи физичка активност, и тоа е основа за појава на сите компликации. Кога веќе ќе дојдат кај нас тие пациенти, ако немаат компликации, тогаш им даваме совет главно во однос на тие редовни контроли, бидејќи, например, пациентите кои што се долги години со диабет, например тип 2, они долги години имаат диабет и немаат, например, компликации и се опуштаат. Нема простор за опуштање, мора редовно еднаш во годината или на 2 години да се прави преглед. Кај тип 1, младите луѓе се многу специфични затоа што они имаат од детство диабет и во една добра фаза од нивниот живот нивните родители се грижат за нивната гликемија. Онда влегуваат во пубертет и тука е еден период во кој што имаме нерамнотежа фамилиарна пред се, а таа се рефлектира и на другите состојби, значи компликациите. И тука е многу важно децата да веќе имаат релација со својот офталмолог некаков, за да дојдат на преглед многу рано, зашто тип 1 диабет прави диабетска ретинопатија која е многу агресивна, многу брзо прогредирачка, неочекувана. Од типот на пациентка која гледа апсолутно нормално, ја врти главата да ја суши косата со фен, се исправа и има потпун мрак на едното око, значи има веќе крварење масивно устаклестото тело. Она не е свесна ни дека има ретинопатија на двете очи, затоа што има 18 години. Така што многу е важна таа релација да биде поставена рано, за да ние со тие пациенти правиме комуникација на редовни контроли, комуникација на колку треба да бидат тие контроли чести и веќе тие млади луѓе сами ја регулираат својата гликемија, па важно е да знаат и да се јават пред се на нас, па после на родителите кога имаат дисбаланс. Така, да и добра едукација на пациентите со диабет. А на другото го спомнавме, дека сите пациенти со тип 2 диабет треба да додат на офталмолошки преглед. Доктор Александра, кои физички вежби се препорачуваат кај лицата со диабет? Животен стил, физичка активност, сето тоа е многу важно. Генерално, кај возрастните пациенти со диабетес мелитус се препорачува барем 30 минути дневно аеробни активности. Во аеробни активности, значи, и вежби спаѓаат пешачење, до брзо одење, џогинг, значи, возење велосипед, пливање, планинарење евентуално и така натаму. И 2 до 3 пати неделно да се изведуваат вежби за мускулна снага, како што се вежбите во теретана со одредени справи, тежински и така натаму. Кај децата, значи со диабетес мелитус, се препорачува дури и до 60 минути аеробни вежби, кои што може да бидат со умерен до висок интензитет, додека кај возрастните повеќе се препорачува умерен интензитет, но и кај децата може 3 пати неделно да се спроведуваат вежби за мускулна снага, кои што се соодветни на нивната возраст, значи вежби со отпор, со одредени ленти, мали тежини или со сопствена тежина. Она на што треба да се внимава е кај пациентите со диабетес мелитус тип 1, може при аеробните вежби да дојде до нагол пад на шеќерот во крвта и затоа пожелно е да се мери, да се следи шеќерот пред и после вежбањето, за да се адаптираат дозите на инсулинот и на другата медикаментозна терапија која што ја примаат пациентите. Понекогаш вежбите со висок интензитет, значи како и вежбите за снага, можат краткорочно додека се изведуваат овие вежби да доведат и до зголемување на нивото на шеќерот во крвта. Тоа е привремено, значи на тоа исто така треба да се обрне внимание. Значи, генерално, сите совети до општата популација се да се движиме, значи да вежбаме редовно, значи, кај пациентите со диабетес мелитус исто така да се одржува добра хигиена на стапалата, што е многу битно, да се инспекција и хигиена на стапалата, да се превенира појава на тие рани и компликации во таа регија. Значи,
добра исхрана со намален внес на високо процесирана храна или храна со висок гликемиски индекс. И тоа би биле нашите совети. Добар животен стил и Така редовна е. физичка активност кои што одат во прилог на спречување на компликации. И доктор Дубравка, еве, за крај, порака од вас до сегашните трудници, идните трудници, што да преземат, како да превенираат и да спречат понатамошни ризици од појава и побременоста на дијабет тип 2, бидејќи ризикот секогаш тука ќе биде присутен. Редовните контроли се важни за здрава мајка и за здраво бебе. На сите оние пациентки кои што планираат бременост, а имаат прекумерна телесна тежина, ги советуваме да ја намалат нивната тежина со соодветен режим на исхрана и се разбира физичка активност. А советот до сите трудници е да прават редовни контроли, да ги слушаат советите од нивниот матичен гинеколог во однос на исхраната и физичката активност, редовно да прават лабораториски контроли, зашто многу често и на една обична лабораторија ние може да сватиме дека пациентката има гестацијски дијабетес пред таа 24-28 недела кога се прави тестот за скриен чекер. И се разбира, нели, редовни контроли, редовни совети, тоа е она што е главно. Така. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодариме. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.